ден по неколку часови поминува со земјата на која и дава облик и живот. Разни предмети, мислим, сме производили сите и повеќе се трошил. Порано тегли, врци, за зенице, правено. А сега още таква работа не се потребува. Првите траги на гранчарството во Тиквешијата ги наоѓаме уште во периодот на праисторијата. Садовите биле правени од печена земја, рачно, во облици и димензии во зависност од намената. Потврда за ова е многобројната керамика и цели садови пронајдени на локалитетите во нашиот регион. Меѓу истражувачите што работеле на проучување на гранчарскиот занает, постои мислење дека гранчарството е еден од потешките занаети. Во Македонија го пренеле главно занаетчи од Пирот, кои се доселиле кај нас, а во Кавадарци денес од него се уште екзистира единствениот гранчар Томе Пешич. Роден е во селото Добридол во соседна Србија, а занаетот го печел кај 15 мајстори. Аз сум учил занаетот бор, борски рудник. После работил Зајцар, Позеревац, Петровац на Мали, Крагуевац, Аранđеловац, Бацко Паланко, Исток, Косово. Последни пат сум работил у Скопје. Во 1961 година доаѓа во Кавадарци заедно со својата сопруга Борка. Отвара собствена работилница и започнува со производство. Разни предмети, мислим, сме производили сите и повеќе се трошил. Порано тегли, врци, за зенице, правено. А сега още таква работа не се троши. Не се потребува. Пластика се потребува, не се потребува земја. Понапред врци големи сме правили за турши, за сладко, за сите работи. Зеница се ставала у земја. За ракија сме правили, мислим, за топла ракија, уземјено се пило, вино се пило, уземјени часи, моклиња, се не. Се пластика. Сепак не се откажува. Секој ден по неколку часови поминува со земјата на која и дава облик и живот. За неговата голема љубов, занаетот, супругата вели. Он сака многу занаетот. Со љубов го работи. Он сега вика, ако ми забраните, тамо да идем и јас сум. Тоа. Неговата грнчарска работилница е составен дел на домот, а во дворот е јамата наречена калник, каде се складира основната суровина за изработка на предметите – глината. Таа е посебен вид земја со особина на пластичност, од чиј квалитет зависи не само обликувањето на предметот, туку и неговата доработка. Глината ја носим од неготија, со трактор. До тука ја носиме, после сколичка ја носим од дворот. И од дворот ставаме вода, и изгазуваме, измешуваме и ја носиме на машината и меѓаме 2-3 пати. Меле, камчиња да нема.
некое дрвце кој има да се извади коренца и така. Да, кога се пече, мислим, да не изгори, да не тече. И да биде мазно, чисто, квалитетно. За тоа се меле земјата. После меси, овде на тезгата се меси, убаво да се измеси, што години поубаво месена, поубаво се прави. Обликувањето на предметот или на садот започнува со поставување на приготвената глина на колцето, кое порано било ножно и се движело со помош на стапалото. Порано работеме со обично, на нога имае. Сега на струја, полесно се. Работи на струјата, мислим, само се врти не со нога понапред. И било потешко него сега. Се работи на струја. Со воведувањето на електричното колце процесот е олеснет, но затоа сега се е во вештината на рацете на грнчарот, кој ги изведува почетните фази за обликување на предметот. Доколку садот има дно, тогаш по неговото формирање се извлекуваат зидовите. Додека трае овој процес, левата рака ја мазни внатрешната површина, додека со десната се обликува надворешноста на садот. Кога садот е готов, се одвојува со жица и се става на полица да завене, односно да се подсуши. Рачки на садовите се ставаат по потреба. Се прават посебно и се лепат со вода. Доколку рачката е со чипурка, и таа се прави и се додава дополнително со помош на алатка со која се бушат и рачките и мевот на садот. Што се однесува до времето потребно за изработка на одделни грнчарски предмети, тоа не може да се прецизира, бидејќи зависи како од вештината на мајсторот, така и од големината на садот. И се многу има варијанти, почне да го направи, па да му става рачки, па да се суши, па да се води суде, да се шари, па да се пече. Тоа се толку многу врчуно. Може да треба еден сат, 2 сата, 2,5 сата може. Едно парче да се изведе, мислим да дојде до позор. Втората фаза од процесот на доработка на производот е енгобирање, односно полевање, што представува посебен технолошки процес. Сега ово го поливам со крвена земјана боја, растворена во течност, и почнувам да го шарам. Та исто со земјани бои, бела и црна и зелена. Една од најзастапените техники на украсување е шарењето со така нареченото бузуче, кој дава можност за изведба на разни мотиви и линеарно изведени орнаменти, концентрични кругови, брановидни, цик-цак линии и така натаму. Печењето на грнчарските производи е една од завршните фази во процесот на доработка.
Гранчарските печки се покрај самата работилница, градени од непечена тула и камен. Понапред имаме голема тула, сега имаме мала. Таа плачено 100 парчиња, 100 до 200 парчиња разни големини. Се реже, прво се стават поголеми, стават помали. Предметите од првиот ред се редат со отворот надолу, а мајсторот се грижи сите да бидат подеднакво опфатени од дејството на огнот. За да не дојде до деформација или до пукање на предметите, ложењето на огнот се врши постепено, се додека не се постигне потребната температура. 800 степена мора да има таа боја, што ја ставаме да добие сјај. Печењето обично трае 12 часа, а грнчарот никогаш не се служи со никакви направи за да ја определи температурата. Неговото искуство му овозможува да ја утврди одоко според бојата на чадот. И да се познава горе на површина колко е температурата, се познава. Тие што останат горе, што и покрвиме, они побелуват. Побелуват горе огненот и се знае да има толку степени. Кога печката целосно ќе излади, тогаш се вадат садовите, се сортираат оштетените, готовите за продавање и оние врз кои треба да се врши глеѓосување врз работ и делумно врз грлото на садот, со што се обезбедува сјајна глазура и се зголемува отпорноста. Потоа следува уште едно повторно печење, па уште едно украсување во кое помагаат освен бабата и трите внуки. За шарање децата помагаат. И снајата помагаше, и синот, и кога ќе дојде вака задолжен, сите помагаат. Во минатото, продавањето на гранчарските производи се вршело преку целата година, но сепак најмногу пред големите верски празници, како што е Дуовден. И Дуовден не е копона пред Дуовден, што се терало, сега не се тера. Се фамилијата по едно владачите, се по едно бокле, часа и така. Понапред се земе еден по 10-15 вардака, вардачиња, па на вречите се земе. Сега по едно вардачиња, не знаете. Се намалуе тие обичаите така. Нема таа потрошна кој што беше, понапред се вреќи идејата од селото. Се нема села. Нема во селото човеци да купуват. Опет по цел месец продаваме за дури, сега по еден пазар. Еден пазар, два, повеќе нема. Многу малци могу. Понапред многу се трошеше. Не можеше да стаса, не ја ги работници и зимачи. Мајсторот Томе вели дека пред 15 години од занаетот добро се живеело. Денес од гранчарството не може да се екзистира ниту еден месец во годината. Тој вели, она што досега го има произведено, ќе може да го продава и во следните 5 години. Сега сам ја стар мајстор, не може толку да работиме и тоа што го изработиме не може да го потрошиме. Нема каде, нема. Не се троши пластика, сега стакло, модернизација и така. И слабо, потрошни има. Традицијата која со векови се негувала, денес полека изумира. Одумире. Немци не учи. И не е само на грцав, сите занати сакали. Мислим, јас за мојот занат, знаем оти, нема никој не учи, се знае чим не учи, одумире. Одумире нема.
Čim nema podmlak, nema interes nikoj da ga uči i tako. Ja sam poslednji, ima neko i pomlade od mene, u negocijem tamo i tija se. Drug ne uči, mladi nema. Занаетот е многу тежок, затоа тешко си зафаќа некој. Ние многу дечиња сакаме вака да изучиме некој, не мора да е наше. Некој од страна да дојде да го научиме, да му ставиме занаетот. Армама неќе, никој ќе дојде и ќе му покажеме укалникот, калта, како се работи. И оно, види, тешка работа и неќе. Гранчарскиот занает секогаш се предавал од колено на колено. Во Кавадарци нема да го продолжат ниту неговите 2 сина, ниту 4 внуци. Не изучи и они немат волја тие занати, така. Се изучија друга работа, на работа, така. Тука у Кладаци никој не изучили и нема интерес никој. И ова е физичка работа, тешка. После ова омладина сака на лесен начин да живее, демократски да се живее, не се маца, да не оперете и така. А лесенат сака напор, физичка работа, да се измацам, да се... Вака е, занаатот е убав, добар. Мислим, занаатот е уметнички, повеќе уметнички него никако. А нема интерес, никој да го учи. Најверојатно, по некој примерок од гранчарските предмети во некоја далечна иднина ќе ги красат само збирките во музеите, како сведоштво на една богата керамичка продукција за едно време во кое таа имала своја практична примена и во исто време представувала дел од уметноста.